Добро ни дојдовте назад во студиото на Алфа телевизија и следува вториот разговор ова утро. Оние кои што се од самиот почеток со нас, ме следеа на почеток, ви кажав дека ова утро сум во друштво на 2 по 2. На тоа значи дека 2 пати по 2 браќа. И ова утро заедно со мене се Раде и Филип Нуневски, двајца браќа. Раде е саксофонист, Филип е трубач и двајцата се инаку дипломирани трубачи на факултетот за музичка уметност овде во Скопје. Меѓутоа Раде си свири саксофон, а Филип си остана на својот првичен матичен, да кажам, инструмент, тоа е трубата. Инаку сте двајцата членови на бендот на браќа Нуне, има уште двајца или тројца, така? Така е. За ова сето ќе се зборуваме во текот на разговорот, а поводот е промоцијата на вашата нова песна и новиот спот на преубавата песна "Верувај ми". Јас ја слушав неколку пати и одма ми влезе во уво и си ја подпевнувам цело утро, ако ми верувате. Еве така во себе. Добро ви утро, уште еднашка официјално. Ви благодарам што одвоивте време да сте заедно со нас. Ќе почнеме со вашата музичка приказна. Вие сте исто така млади, многу помлади од мене, ама веќе успешни, докажани музичари. Свирите на Раде саксофон и труба. Кажа, ќе ме познаеш по тоа што носам ланче, привезоче саксофон. Ете така. Најнапред добро утро и од нас. Ви благодариме на поканата, на тоа што извоите време нели и за нас. Ви благодариме. Поздрав до сите гледачи на прекрасната емисија и ти благодариме за убавите зборови. Да, секогаш мене ми е, кажав, многу мерак кога вака млади луѓе ни доаѓаат овде во емисија и кога имаат со што да се пофалат, а вие имате многу проекти за себе, имате 3 веќе албуми, дипломирани сте на труба. Раде се одлучува за саксофон, меѓутоа вашата музичка приказна започнува многу одамна. Вие потекнувате од музичко семејство, така? Музичко семејство. Малку за вашите почетоци. Целиот живот поминат во музика. Ние владееме и други инструменти, нели, како гитара, пијано, не знам, ударни инструменти, меѓутоа ние некоја, нели, татко ми се режетрува, заедно така фативме еден пат со брат ми да изучуваме труба, но нели желбите станаа ке брат ми други и така се развоивме. Ама убаво се поклопувате, така се надополнувате. Да. Тоа јас секогаш така викам како така требало нели да биде. На некои 7, 8, 9 годишна возраст од прилика се појави желбата за саксофон, а искрено не знаев ни саксофон како изгледа. Али тоа беше, не знам, некоја сила, некоја желба. И родителите ни купија инструмент саксофон и фала му на Бога, добри 17-18 години веќе се дружам со тој инструмент. А инаку да, дипломирав на одсекот нели на инструментот труба, заедно дипломиравме. Али покрај тој инструмент, затоа викам така требало да биде, за да се одделиме, нели, он да си остане со трубата, јас си бидам со саксофонот и да постоиме како браќа Нуне. Да. Браќа Нуне, не сте сами, ќе кажеме и подоцна, меѓутоа сакам да ве прашам за инструментот кој што го свирите, труба и саксофон. Се користи и во народната, и во забавната музика, и трубата, и саксофонот, така? Така. Вие имате 3 албуми досега, свирите и народна музика, и забавна музика. Морам да ја споменам и она преубава песна, чиј автор Филип си ти, песната "Мајка", посветена на сите мајки. И многу убаво помина и многу е слушана кај публиката. Заедно каде што е прекрасниот глас на Мими, твојата сопруга, така? Да не погрешаме, ќе ја поздравиме во оваа прилика. Што најмногу компонирате? Каде се пронаоѓате повеќе? Во забавната, во народната музика, бидејќи стиловите ви се и ваму и таму. Слушав сега периодов од вас музика. Така, ние како инструменталисти, цел живот сакаме да ствараме инструментална музика, народна македонска музика, но гледаме често да сме во тек со времето и трендовица. Значи, многу брзо се менјат некои вредности и луѓето што сакаат и бараат. Така да имаме доста за нас оценено и наши авторски и народни. Во поново време веќе го менјаме стилот народно забавно. Но она што се бара, така? Се, како што кажав, се бара и сакаме да и ние да се најдеме сепак првично. Ние дан ни се допаѓа на нас и ние тоа да го живееме и така
да го презентираме. Така да во иднина нема да застанеме. Ќе бидеме и Таман уште работа, пошироки. да, вие И во сте многу народниот, сте и во- млади. Да, имате и времето забавно. е пред вас. Пишуваш музика, така, Филип? Пишуваме Заедно? заедно, да, мене ми може би малце повеќе иде во одделот на и текстови, иначе имаме заеднички соработници со кои соработуваме. Но ете така, сум си дал поголема врска од нас двајца да јас бидам тој во студиото, а брат ми е со луѓето поангажиран. Морам да признам дека ја има таа Менаџерскиот дел е повеќе кај тебе, така? Повеќе кај мене, да. Поделени се врските и подобро да е така, подобро така него ли нели едниот да работи све. Така е. Така да не знам, сами осетивме дека тој момент него повеќе го влече, да кажам ете студио, компонирање, нели праење песни. Јас сум повеќе некако за на терен. Баш така. На терен и беше на пат вчера за вчера, така кога се слушавме, Така, кога да. се договаравме за овој разговор. Ти благодарам што стаса на време. Вчера се врати, мислам дека во нокните часови така беше. Сега сакам да ве прашам за бендот на браќа Нуне. Значи, вие двајца си свирите од мали, труба, саксофон, а потоа одлучувате да вклучите уште луѓе кај вас и да формирате бенд на браќа Нуне, кој што веќе сериозно, значи, настапува и сериозно се покажува не само на македонската сцена, предпоставувам и надвор, имате настапи и во Македонија, ама и многу настапи надвор од нашите граници. На самиот почеток имавме, да кажам, доста соработка со сите колеги од цела Македонија. Мораме да ја спомнеме и кралицата Есма Реджепова. Работеме со неа 3-4 години пред да почине. И потоа го осетивме оној момент кај што луѓето бараат да не видат, не знам, на нивни нели веселби, а ние немаме со што тоа да го направиме. И така дое фактички идејата за да оформиме наш бенд. Браќа Нуне уште од мали, нели, не викаат браќа Нуне по презимето Нуневски, Нуне. И така и дојде идејата, нели, името на бендот да биде тоа. Го оформивме тој бенд. Сега не има баш доста, нели, по сите оние веселби кои луѓето не викаат. Се надеваме дека и понатаму се уште ќе бидеме активни на тоа поле. Инаку да, бендот, ајде, брат ми нека ги представи. Нека докаже. Бендот се формираше 2018 година, веќе 6-7 години, да, да. 7 година, точно првата весела не беше 8 септември, денот на Независноста. Така, и оваа година правиме 7 години, членови на бендот се од самото постоење мојата сопруга Мими, сегашна, нели, сопруга, тогаш девојка. Да. Ја мислам дека нема кој не ја знае Мими. Се надпреваруваше, мислам дека и во Звездите на Грант, така и убаво се представи, има навистина ангелски глас. Успех. Таму таа е наш женски вокал, Драги Лазев е нашиот машки вокал, Слободан Геровски е на ударни инструменти и клавиатурист е Роберт Јосимовски. Поздрав до сите наши колеги, заедно сме доста години, работиме, создаваме музика, па нели не чека уште многу патувања и нели дружба со сите наши. Што е она што го бара публиката најмногу на вашите настапи? Па зависно е од самите. Од расположението, предпоставувам, од настанот. Самите фамилии и луѓе што прават секојаш има различна. Ако сме свирели 1000 свадби, сите 1000 биле различни до сега и секојаш има различно барање, но ние не избегнуваме, бегаме од тоа главно да е нашето македонско. Да се затоа и еве наше време осетивме, чувствуваме дека е наше време да создаваме што повеќе музика и тоа го најавуваме оваа година. Нели од денеска ја презентираме Верувај ми, која е песна напишана една романтична, нели, балада. Да. Но многу парови и само ние ја промовиравме во минатиот значи петок, во саботата веќе ја свиревме на нашата свадба, на настак, кај што бевме бидејќи одма ја почувствува младите дека е за таму. А и тоа беше целта да направиме наша песна во која, нели, ќе ја кажеме, нели, таа љубов меѓу двајца млади што ја гледаме често пати на веселбите.
Додека зборувате, вака јас на вистина се наежив, текстот е фантастичен, твојот текстот, така? Да. Исто така, морам да ја спомнам и песната Мајка, значи мислам дека на вистина одлично и се уште одлично поминува и овде и надвор, и таа раде исто така твоја, така? Филип, да. А Филип, извини. Да, моја е музиката и текстот, аранжманот е Дамир Юмери, и исто така и на Веруј ми е Дамир аранжманот. Соработуваме, како што кажав, со повеќе автори, да го поздравим и Огнен Неделковски, кој е наш исто така во одделот на текстови соработник. Така да, нели, секогаш сме отворени за добра соработка, добра песна. Сега, кажавте дека оваа година ја осетивте дека треба да биде ваша година. Значи, ќе творите многу повеќе музика. За кој жанр се определувате? Ќе продолжите во забавната, во балади? Ќе одите во народната музика? Не, Нашиот правец е, нели, народната музика, затоа што дете уште од мали да започнаме, нели, со народна музика, покрај, нели, школата и класичната музика и све, али понова што народот го бара е, не знам, да има од све по нешто. Мислам дека тоа најубаво поминува. А вие можете и ова и тоа, така, и народно и забавно. Да, се трудиме тоа да го направиме, значи, не знам, на една веселба треба да осети народот дека има од све по нешто овде. Да. Значи и оноа што е помодерно и малку, нели, постаро и нешто, не знам, и странско, и инструментал, и све, значи све што може да се опфати, а ние можеме да го направиме, гледаме да се опфати. Сега верувај ми. Значи кажавте па не е ни 7 дена веќе излезена, така во петокот е. Промотивно е ке вас. Промотивно кај нас. Прв пат се пушта на телевизија, така? Да. Кај нас. Многу ми е мило ради тоа. Верувај ми. Значи текстот на Филип, музиката Исто така. Исто. Да. Сега има преубав спот, и тоа морам да кажам. Так. Локацијски каде е сниман, со кого соработувавте, кој го правеше спотот? Вака, наш драг соработник е Даниел Јоевски, тој е видео и режија од Охрид. Ни помогна, мислам, го снимавме во Скопје, локацијски низ центарот од Скопје и главната сцена е во музеот на ВМРО. Таму ни се виде како најдобра локација кај што можеме, нели, и самиот музеј е многу убав визуелно да се представи на камера, така да одлучивме да биде таму. Оставаме на гледачите, пак ќе кажам, ние може да го фалиме. Ќе погледнат многу брзо, да. Меѓутоа да кажат свое мислење, нормално може да го погледнат и на нашиот YouTube канал, кај што може да си исто во коментар да кажат дали им се допаѓа. Да. Што е следно после Верувај ми? Па како што најавивме, имаме доста за работа. Многу брзо во моментов се снимаат 3 проекти на македонска музика, евергрини македонски, народни македонски песни и третиот, ваши бендот на браќа Нуне, така? Да. Веќе се снимени проекти. Нели, се чека само моментот да излезат, така, пошто нова музика или веќе обработки? Едниот проект е стари македонски песни, вториот проект ни е евергрини македонски, исто нормално стара забавна музика, и третиот ни е странска балканска музика. 3 проекти на кои им даваме период, например, ова искочи сега во петокот, за 2-3 недели искача. Така, на 2-3 недели. Планирате песна по песна да ги промовирате или баш како проект? Цели проекти, да. Цели проекти. Значи, отснимавме негде повеќе од 40 песни. Она што секоја година го работиме е да има, како што кажав пред малку, од све по нешто. И тоа е оно што сакаме народ да го чуе, од све по нешто да слушне и од нас, нели. Затоа што имаме доста луѓе кои, нели, сакаат, пример, не знам, македонска музика, има доста што сакаат евергрини, балади и така натака, така да и да не забораваме чочеци и тоа што ние го правиме. Да. Исто така имаме и 2-3 веќе спремно кои чекаат, нели, да се доснимаат, али све тоа, па и да кажам, подзема, нели, нормално и енергија и време си бара, али како и да е, оваа година ќе има доста музика од нас. Од вас, да. Ќе има нови работи кои може да најавиме, да, доста Може. авторски дела што следат. Ете така. Ке мораме тука веќе полека да го заокружуваме разговорот. Многу ми беше мило и многу ми е кејф што еве прв пат во медиум го пуштаме спотот баш ние, телевизија Алфа. Преубава балада, преубав текст, музика, амбиент, спот, се, јас на вистина уживав и си ја подпевнувам
цело утро, така во глава. Посакувам многу успех и се надевам дека повторно ќе ни бидете гости кога ќе треба да ги промовираме овие 3 големи проекти што ги најавивте. Ви благодарам уште еднаш. Квалитетен бенд сте, сите сте музичари и вашето време допрва доаѓа. Ви благодариме од срце за времето и се гледаме повторно. Во секое време.